Почитувани, на 30-ти народот кажа не за погубните политики од СДС. Иако на еден дрзок начин, со манипулативно прашање под превезот на НАТО и ЕУ, сакаа да го прелажат. Народот покажа мудрост, достоинство, одбивајќи да биде учесник во предавството за смена на уставното име, идентитетот, историјата и традицијата. Имено, само во Прилеп, СДС на овој референдум изгуби над 3000 гласови, споредено со минатогодишните локални избори. Поточно, на овој референдум за гласа 20.451 граѓани, а на локалните 23.607, што значи овој пат СДС доби 3156 гласа помалку од локалните избори. Народот ја препозна предавничката политика на СДС како на централно, така и на локално ниво. После погубниот договор со Бугарија, со кој се бореше македонската историја, со кој се бришеше македонската историја, следуваше уште еден погубен договор со Грција, кој требаше да резултира со смена на име, идентитет, смена на учебници по историја, додавање фусноти на македонскиот јазик, негирање на сето историско минато, традиција и култура кои се нераскинлив дел од ова парче земја. Матните тендери и огромните суми разделени по блиски функционери, секојдневните милионски заложувања кои не вродија со позитивни резултати, поголемите лаги за 500 евра плата, 100.000 денари за докторите, се работите кои оваа влада им ги понуди на граѓаните. За само една година народот ја препозна политиката на ефтин популизам, непотизам, вработување на најблиските роднини пријатели по партиски клуч во општина Прилеп, УЈП и други јавни институции. Прилеп, кој некогаш важеше за еден од најубавите и најчисти градови во Македонија, го изгуби препознатливиот сјај гушејќи се во смрдеја, без ниту една инвестиција и отварање нови работни места со оштетени парковски површини и стопирани проекти. Подсетуваме, да не беа започнатите проекти, а некои и речиси целосно завршени, од време на владењето на ВМРО ДПМНЕ, ке немаше локалните функционери од СДС со што да се пофалат пред граѓаните на општина Прилеп. Народот секојдневно сведочи за неспособноста на оваа влада и токму поради тоа рапидно опаѓа поддршката за злото наречено СДС. Македонија ќе продолжи да чекори по вистинскиот пат, но за да се случи тоа, мора оваа влада што поскоро да замине во историјата. Македонија ќе победи.